Добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Француската амбасадорка Лоренс Оер дојде во прва официјална посета на Кочани. На средбата во локалната самоуправа со градоначалникот Димитровски разговараше за можностите за проширување на досегашната соработка со акцент на инвестиции во стопанството, но и за потенцијалите во туризмот, особено на геотермалните ресурси. Република Франција е заинтересирана за нови контакти и соработка со локалните заедници и стопанските субјекти во Македонија, поради што тие и досега биле на високо ниво и со позитивни ефекти, рече француската амбасадорка Лоренс Оер на работната средба што ја имаше со градоначалникот на Кочани во локалната самоуправа. Станува збор за прва официјална посета на која се разговараше за потенцијалите за развој и за продлабочување на соработката меѓу општина Кочани и Франција. Градоначалникот Димитровски рече дека граѓаните на Кочани досегашната соработка со француската страна ја паметат по добри работи, како што е финансиската поддршка што оваа пријателска земја ја даде за изградба на фабриката за вода. Разговаравме на општи теми, разговаравме за тоа што може да понуди општината Кочани за потенцијалните француски инвеститори и се договоривме да организираме уште една средба, бидејќи ова беше прва средба, на која средба би имале и конкретни работи за кои што можеме да дадеме и по-конкретни работи. Димитровски рече дека соработката со француските партнери досега била коректна, иако имало и известни потешкоти, како што беше неуспешното инвестирање во фабриката Ruyen International Technologies. Сепак рече дека се надеваат и се работи за поединечен случај што нема да влијае врз натамошните меѓусебни контакти. Француската амбасадорка се заблагодари за љубезниот пречек и потенцијалите што и биле представени на средбата во Кочани, поради што вети дека би сакала наскоро повторно да дојде овде за да се воспостават контакти за нова соработка меѓу француските и македонските предпријатија. Сакам да се запознам со сите потенцијали кои што ги поседува градот. Ќе посетам и неколку текстилни фабрики кои што веќе соработуваат со Франција. Се разбира, зборувавме на повеќе различни теми за планинскиот туризам, но исто така и за развој на банскиот туризам во Кочани. На наредната моја посета би дошла со неколку представници од француски предпријатија за да разговараме за конкретни проекти, затоа што градот на вистина поседува огромен и економски и туристички потенцијал. Амбасадорката Оер на граѓаните на Кочани им го честиташе празнувањето на деновите на Оризот, изразувајќи подготвеност во иднина и лично да присуствува на дел од манифестациите. Притвор за едно лице, откако во автомобил со кочански регистерски ознаки беа пронајдени 14 килограми марихуана. Нелегалната трговија со наркотици цвета, сметаат доброупатените, но некогаш обидите не поминуваат неказнето. Приведено е едно од лицата кое се превезувало во автомобилот во кој беа пронајдени 14 килограми марихуана во обид истите да бидат пренесени преку граница. Истражен судија му одреди мерка притвор во траење од 30 дена. Јавното обвинителство во Кочани пријавата за случајот ја добило од Царинската управа. По неја е постапено веднаш со издавање наредба за спроведување на истражна постапка. Царинските службеници на преминот кај Делчево на македонско-бугарската граница запленија 14 килограми марихуана спакувана во 28 паковки. Истата била сокриена во фабричките празнини на автомобилот Ауди со кочански регистарски ознаки. Според неофицијални информации што не се поврзуваат со истрагата, возилото било управувано од страна на лице со иницијали ДМ. Со него биле уште две лица. Тие се приведени, по предлог на надлежен јавен обвинител од Кочани издадена е наредба за претрес на неколку локации, за да се утврди дали групата и претходно работела со трговија на наркотици. Тројцата во случајов тргнале со намера да ја напуштат границата за да ја продадат дрогата во друга држава. Според проценките на царината, 14 килограми лесна дрога на црниот пазар би достигнале вредност од околу 50.000 евра. Последните години, ова е најголемо количество уловена марихуана што се поврзува со Кочани. И покрај трендот за опаѓање на бројот на учениците во кочанските училишта, не се намалува бројот на паралелките. На последната седница на Советот беше дадена согласност за минималниот број на ученици во одделни паралелки да биде под 15, со образложение дека се води стратегија за да се избегне отпуштањето од работа на вишокот наставници.
Намалувањето на бројот на ученици во основното и средното образование од година во година е тренд што продолжува и во нашата општина. Тоа е причина што редовно на почетокот од учебната година училиштата од Советот бараат согласност за намалување на бројот на ученици во паралелките. Доволен показател за тоа колку сериозна е состојбата е што за оваа година минималниот број ученици во една паралелка во основните училишта може да биде и под 15. И покрај ова, во практика има апсурдни ситуации во одделни училишта, каде и покрај помалиот број ученици, бројот на паралелките не опаѓа. Во основното училиште Раде Кратовче имаме состојба во 8 одделение, каде што со 53 ученици се формираат 4 паралелки. А од друга страна имаме 7 одделение, каде што има 11 деца повеќе, а една паралелка помалку. Истата ситуација имаме и во основното училиште Малина Попиванова. Во 6 одделение 73 деца, 3 паралелки. Во второ 55 деца, 4 паралелки. Значи во 6 имаме 20 деца скоро повеќе, а една паралелка помалку. Ме интересира дали се работи по некој модел, паушално или по потреба во согласност кој треба да се вработи. Намалувањето на бројот на учениците како тренд неминовно води кон прашањето што станува со бројот на наставниот кадар во училиштата. Имаме намалување на бројот на учениците генерално во сите училишта и таа состојба и директорите ќе се сложат, не можеме да ја минимизираме, а бројот на вработени останува исти или се зголемува затоа што на секое пенсионирање се прима ново вработување, се делат часовите и тоа е реалната состојба. Не забележувам до сега, меѓутоа гледам замка дека во иднина може да ни се јават па за некоја година да се дискутира тука за прогласување на технолошки вишок. Од општинската администрација се согласни дека проблемот со опаѓањето на бројот на ученици е сериозен, но дека сепак имало стратегија како да се избегне ситуацијата наставниците да не останат без работа. Минатата година беа укинати 2 паралелки во Солгошо Викентиев, онаму каде што можеше, каде што имаше услови тоа да се направи. Оваа година истото е направено со Никола Карев, основното училиште укинато една паралелка и училиштето Малина Попиванова. Значи таму наставниците одат во пензија, на нивно место не се вработуваат нови. Со неколку години спроведување на таква политика се надеваме дека ќе бидат намалени паралелките, учениците ќе бидат во нормални паралелки, значи не повеќе од препишаното законски, а нема да имаме технолошки вишоци. Според Георгиева, цела една година не било дадено решение за трансформација на работниот однос на ниту еден наставник, што било потврда дека применетата стратегија може да го реши прашањето со вишокот наставници. Да се запази рокот за попис на пчелните семејства за добивање субвенции од и нема да биде продолжен, апелираат од пчеларското здружение Матица од Кочани. Истиот започнува од 15, а ќе трае до 30 октомври. По завршување на пчеларските активности, месец октомври пчеларите го посветуваат на едукацијата и посета на саеми со цел да се обезбедат со материјали кои им се потребни. В петок заминуваат на големиот саем во Белград. Дружението организира автобус со околу 60 патника, претежно членови на Сдружението. Реализацијата ќе се одвива петок кренување во 23 часот, четврти сабота, посета на изложбата. Традиционално веќе неколку години наназад ја организираме и тоа е прилика нашите членови да се снабдат со репроматеријали за наредната пчеларска година, дел да разменат искуства, да ги видат новитетите, пошто бидејќи Србија е една од значајните пчеларски држави, сите новитети. Председателот на Сдруженијето Данилов ги потсети пчеларите дека од 15 до 30 октомври мора да се направи попис на пчелните семејства. Сите пчелари се должни да ги пријават своите пчелни семејства, односно бројната состојба, бидејќи тоа влегува во евиденцијата и е услов за конкурирање за субвенции за презимени пчелни семејства 2014-2015 година.
и ги подсетувам да бидат ажурни, бидејќи поместување на датумите нема. Традиционално секоја година во октомври, паралелно со деновите кога се организира Кочанскиот панаѓур, пчеларите организираат денови на медот. И годинава ќе се запази традицијата и манифестацијата ќе се организира по 17 пат, на која со своји штандови ќе учествуваат пчелари од цела Македонија. Изградбата на атмосферската канализација во Виница на средина се одвива според планирањата. До крајот на месецот се очекува овој капитален проект да биде завршен. Изградбата на атмосферска канализација е дел од проектот на општина Виница за прифаќање на водите и пороите во повеќе делови од градот. За време на дождови се собираат огромни количини атмосферска вода, што го невозможува движењето на пешаците и моторните возила. Пред 2 години, општината го иницираше проектот за изградба на атмосферската канализација на подрачјето на цела Виница. Станува збор за капитален проект, што во моментов го попречува нормалното функционирање на сообраќајот на клучни точки во градот, почнувајќи уште од самиот влез, каде сообраќајот е регулиран вонредно, преку централното градско подрачје и периферијата, каде во моментот се вршат градежни активности. Рокот за изградба на атмосферската канализациона мрежа е 2 месеци. Работата за сега се одвива според планирањата, а констатацијата доаѓа точно на правењето половичен пресек на сработеното. Во тек е изградбата на атмосферската канализација, која што по предвиденото треба да заврши до крајот на месец октомври, доколку временските услови бидат поволни. Изведувач на работите е фирмата Изградба од Струмица. До сега работите течат според планот и мислам дека ќе немаме проблеми до крајот на изведувањето. Вредноста на проектот изградба на атмосферска канализација во Виница во оваа фаза чини 17 милиони денари. Парите се обезбедени преку кредит од Светска банка. Петок концерти во Бели, Прибачево и Зрновци, како дел од манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Дел од гостите од странство веќе пристигнаа. Пристигнаа дел од гостите кои фолклорните ансамбли ги очекуваат за манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз. Богат фолклор ќе може да видат кочанци деновиве. Има гости од Полска, Унгарија, Турција, Бугарија, Словенија и Србија, кои се вклучени во содржините на манифестацијата. Многу добре патувавме. Добро патувавме, во Кочани сме втор пат и одлично се чувствуваме. Оти ќе настапиме на вашите денови на оризот и ќе се видиме со пријателите од фолклорниот ансамбл Кочани. За вашата манифестација подготвивме нова кореографија Пиринска младост, составена од песни и игри од Пиринскиот крај. Првите настапи на фолклорните состави се планирани за петок на 3 октомври. Според програмата на манифестацијата, концерти ќе се одржат во неколку места во Кочанско, во селата Бели и Прибачево и во Зрновци. Во соседната општина Зрновци ќе настапат културно-уметничкото друштво Медвеѓа од Република Србија, солистката од Турција Чидам Таштан со оркестарот од Основното музичко училиште Ристо Јуруков, градскиот хор од Штип и фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари. Публиката во Прибачево ќе може да ги види фолклорните состави Добриниште од Бугарија, Дахот од Турција, Бучим од Радовиш и домашниот Коџани. На локалитетот кај Дабот во селото Бели ќе настапат фолклорните состави од Унгарија, Јесенице од Словенија, Кочанските Руен и Мугри, како и Evergreen Band. Сите концерти започнуваат во 19 часот, а организаторот за посетителите обезбедува и дегустација на традиционалните јадења од ориз, пилав, сутлијаш и лапа. В недела со традиционалното рачно зажнејување во село Мојанци завршува овогодишната манифестација Денови на Кочанскиот ориз. Еден ден претходно ќе се одржи фолклорен концерт и традиционалното дефиле, во кое се вклучени детската градинка, основните и средните училишта, спортските клубови и фолклорни ансамбли. Во рамки на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз в сабота од 17 часот и 30 минути од плоштадот до гледната сцена на Центарот за култура Бели Мугри ќе се изведе дефиле во кое ќе учествуваат корисниците на кочанските јавни установи за згрижување, воспитување, образование, спорт и култура. Децата од сите клонови на градинката Павлина Велјанова, учениците од основните и средните училишта, членовите на спортските клубови, здруженијата на граѓани и фолклорните ансамбли ќе се представат пред јавноста со својата лична карта и со најзначајните достигнувања. Во дефилето ќе учествуваат и жетварската убавица за 2014 година Јулија Крстева и незините две придружнички. Тргнувањето е од плоштадот Методија Андонов Ченто, а главното представување е пред мултикултурниот центар.
Дефилето завршува на летната сцена на Центарот за култура, каде што ќе се одржи меѓународен фолклорен концерт. Се очекува на дефилето да учествуваат околу 1000 учесници од најразлична возраст. Целта на овој настан е атмосферата на чествување на манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз да ја почувствуваат и активно да се вклучат во неа сите генерации од Кочани. Организаторот, Општина Кочани, ги поканува граѓаните да го проследат дефилето во чест на оризот. И за крај од вестите проследете ја спортската информација. Фудбалската школа Фудбал Старс со почетокот на новата школска година се прошири. Од оваа сезона функционира тренинг центар и во Чешиново. Фудбалската школа Фудбал Старс од почетокот на оваа учебна година отвори филијала и во Чешиново. Тренинзите се одвиваат на фудбалското игралиште. Потегот на школата дојде како рационално решение за оние млади талентирани деца кои сакаат да тренираат фудбал, а до сега беа спречени или пак мораа да патуваат десетици километри за да стигнат до градскиот стадион Никола Мантов во Кочани, каде до ова лето единствено се одвиваат тренинзите на школата. Тренинзите во Чешиново практично почна да се одржуваат од 19 септември, кога фудбалската школа се прошири и продолжи со работа и со децата од ова и околните населени места. Сите заинтересирани деца на возраст од 6 до 14 години и понатаму можат да се зачленат во школата. Тренинзите ги водат поранешните фудбалери Боки Давидков, Симеончо Митев, Васко Иванов, како и тренерот Тоде Митев, кој поседува УЕФА Б лиценца. Фудбал Старс во моментов брои десетици млади фудбалери кои се надпреваруваат во детските лиги во соодветните возрастни категории, почнувајќи од 2001 како година на раѓање. Детските лиги се одлична можност за социјализација, стекнување здрави животни навики, но и понирање во вештините на фудбалската игра и создавање предуслови за понатамошна професионална кариера. Завршија вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.